Со ниските плати и пензии за поголем дел од граѓаните во Македонија е мисловна именка да заминат барем еднаш на годишен одмор надвор од земјава. Особено повозрасните граѓани велат дека не можат да се прошетаат како порано, кога одморот не се сметал за луксус. Здраво, да ве прашаме, дали годинава може да си дозволите да отидете на годишен одмор? Тешко, Душо. Не, тоа беше едно време. Сега нема, пензиите не се мали, не може. Тоа. Батко, не сум бил годишен одмор 20 години куцур. Кај да одиме? Ние сме возрастни луѓе, тоа е со искуство. А плюс и пензиите сега со новата влада ќе ни дадат покачување, така да може да си дозволиме некој викенд да одиме негде. Пензионерите кај може да одат на годишен одмор, кога немаат средства. Тешко. Соседна Грција е изборот на поголемиот број граѓани кои ќе одморат барем една недела надвор од границите на Македонија. Па, најчесто у Грција. Па негде поблиску со мало детенце. Грција најверојатно. Од туристичките агенции велат дека годинава, за разлика од претходните, интересот е уште помал поради актуелниот проблем со пасошите и задолжителната промена на новото име во нив, како и покачувањето на цените на аранжманите. Она што годинава можам да го забележам е дека интересот е драстично помал за разлика од претходните години и тоа се должи на две причини. Првата е се уште актуелниот проблем со пасошите. Втората е нормално покачувањето на цените. Значи, цените се доста поскапени во однос на претходните години, па мислам дека оваа година тешко дека ќе можат луѓето да се дозволат по два пати додат на море, како што тоа го правеа порано. Од агенциите велат дека како најатрактивни дестинации за македонците и понатаму е јужниот сосед, а потоа плажите во Турција, Албанија и Египет. Најмногу се бараат предсезонските термини затоа што тие се најевтини. Различна е структурата на луѓето кои што патуваат во јуни, септември, јули и август. Така да побарувачката нормално е поголема јуни и септември, меѓутоа тука оди повозрастната генерација. Јули и август одат помладите кога ги користат своите главни одмори, а јуни обично го користат за да ги дотрошат старите денови од одмор. Инаку според последната анализа која ја направи Евростат, открива дека на секој втор човек во земјава му е тешко да собере пари за одмор. Анализата на статистичкиот портал Langdeist, базирана на податоци на Евростат, покажала дека над половина од македонците не може да си дозволат да отидат на годишен одмор. Според истражувањето, полоши од нас се Албанија, Романија, Црна Гора и Косово.